Така, се враќаме повторно во студиото, минути за нашиот трет разговор од областа на културата. Ке разговараме со мојата гостинка Донка Брџиева Трајковска, универзитетски професор и председателка на Центарот за заштита на културното наследство. Добар ден и добре дојдовте. Благодарам. Добар ден. Имаме интересен повод за нашиот разговор. Културното наследство е широка тема за која што верувам секогаш е интересно да се посветат минути и да се разговара, но она што еве денеска ќе биде во фокусот на нашето внимание се три исклучително вредни дела, ваши дела. Првото од нив ќе почнеме со Курбиново. Тоа е една многу важна книга која што е првпат монографско издание објавено на два јазици, на македонски и на англиски. Нешто што навистина верувам дека голем број на граѓани ќе им биде вистинско богатство да го имаат, но еве да кажеме за самото значење и за создавањето на вакво дело. Да, јас ви благодарам уште еднаш, сакам да искористам приликата што гостувам во вашата емисија, бидејќи ова е своевидна промоција на тоа што го работе во последните години. Курбиново е резултат на една повеќе децениска работа во различна сфера, значи бидејќи сум исторична уметност, базичната моја професија е историја на уметност, меѓутоа апликативна за дејноста заштита на културно наследство. Од 86 година сум присутна на објектот во рамките на истражувачките работи, така да не може да се направи добро истражување на било кој споменик на културата, доколку субспецијалистички не се познава самиот. Во таа смисла тлееше, што би се рекло со години, идејата за изработка на една монографија, затоа што единствената монографија за Курбиново потекнува од 1975 година. Автор на таа монографија е Лидија Хадерман Мизгуш, која што е исклучителен автор, секако и долго време за таа монографија се сметаше како за дело на кое што ништо повеќе од научен аспект не може да се додаде, ниту да се одземе. Местото на таа монографија секако е такво како што е утврдено во научната јавност, меѓутоа пресврт се случи во 1991 година кога работевме на Курбиново во рамките на прославата 800 години од живописувањето на храмот 1191-1991 година. При припремните работи за прославата правевме и документација за живописот. Јас ги работев оние делови кои што беа најсложени и за сликарите секако помалку прифатливи, бидејќи се правеше копија еден спрема еден и надписите кои што беа во целата црква сочувани, јас ги третирав. При крајот на самиот проект се случи да ги забележам сигнатурите на два дотогаш непознати светители, а тоа беа светителите Свети Кирил и Методи. Токму тоа е моментот кој што остави длабока трага и на моето идно работење воопшто во областа и нешто што представуваше посебен предизвик. Веќе се појавија нови сознанија и јас излегов исто така со неколку нови текстови за Курбиново. Сметам дека сега, во овој период кога сум малку оддалечена од она што значи делување во општествената јавност, дека е време да ја напишам монографијата. Значи тоа не е нешто што е од вчера, не е нешто што е од денес, туку навистина има своја предисторија, а Курбиново по своите вредности, по она што представува, бидејќи предмет овде програмата на самата црква, избор на одредени сцени и нивното ликовно транспонирање. Јас за прв пат го употребувам овде и терминот за зографско богословие, користам многу толкувања на познатите богослови и своевиден посебен пристап во истражувањето. Она што ја прави оваа книга посебна, оваа монографија посебна, е токму пристапот кој што се разликува од оној на моите колеги. Се два паралелни пристапи кои што ниту се допираат помалку некаде, меѓутоа јас се одлучив
да му придам на предметот онака интенционално како што самиот го создава, не како на уметничко дело, како Ренесанс. Во Ренесансата се што се создава интенционално е уметничко дело. За разлика од византискиот живопис, од зоографијата, од иконописот, каде што не е интенционална уметноста по себе, ниту зоографот и неговите вредности како уметник, туку како транспонирање на она што значи богословие во утврдената соборна одлука. Так, интересно дело што верувам дека кога ќе дојде во рацете на секој читател, ќе можат да најдат многу и интересни податоци и нов пристап, како што кажавте, бидејќи црквата во Курбиново е од 1191 година и еден од најзначајните византиски средновековни градби и споменици на културата на Балканот. Чинам дека нема некој што не чул нели за Курбиново, бидејќи овој црковен бисер секако е македонската Монализа, многу пати нели ќе споменат, но интересно е што токму незината реконструкција е вовед на втората ваша книга, посветена на средновековните градителски системи и реставрацијата на византиските цркви. Еве тоа е оваа книга, нешто што верувам дека сигурно бара посебно време и внимание, бидејќи се работи за голем нели историски и градителски период кој што бара повеќе истражување и обсервација. Вие бевте вклучени баш во тој истражителски дел? Бидејќи почнавме со Курбиново, токму од аспект на реставрација, третманот на она што е вредно и на спомениците на културата на византиските цркви, јас лично сум работела на тој период, затоа што таа е моја специјалност и мој предмет на работа беа. Овој колективен труд, на кој што јас сум носител, меѓутоа е изработен од тројца автори, Васил Трајковски кој што е зоограф, меѓутоа извонреден познавач на архитектурата, затоа што знаете, кога ќе се одвои сликарството, фреско сликарството од архитектурата како носач и како целина во објектот, се случуваат многу промени. Тие се третираат тука. Меѓутоа би сакала да го споменам и третиот автор, тој е архитектот помлад, кој што не работи директно во заштитата, меѓутоа покажува интерес кон старите средновековни системи. Зошто е оваа книга направена? Низвесен начин книгата можеби во некои други општества, во други држави, би представувала и клучен учебник на високите школи, на факултетите, во однос на средновековните градителски системи, бидејќи никаде апсолутно на ниту еден факултет не се проучуваат. Со самото тоа, значи посочувајќи го фактот дека работат конзерватори и реставратори на објекти кои што не ги познаваат, употребуваат многу современи материјали. И ако тоа беше тренд во 60-тите години, крајот на 50-тите во цел свет, меѓутоа во најголем дел државите кои што први почнаа да користат нови материјали, веќе стигнаа до фазата на реституција на стариот средновековен систем. Тоа треба го содржи токму оваа книга, бидејќи во вториот дел, првиот дел е опис на средновековниот градителски систем, материјалите и сето тоа што представува, паѓајќи прво од фактот зошто се гради црква, што значи црква. Значи мораме да го имаме во предвид секогаш предметот кој што ни е цел на заштита. Ако не го познаваме добро, ако не ја познаваме неговата функција, ние не ќе можеме никогаш да го заштитиме. Праксата покажува дека токму гледано однадвор, а не одунатре на предметот кој што ни е нас цел на заштита, доведува до значителни влошувања. Ние се соочуваме со една очајна слика на теренот, особено ако вториот дел од книгата го проследите, ќе ги забележите сите негативни примери. Многу нешта кои што наведум делуваат дека се добри, почнувајќи од Нерези. Докторирав на Нерези, го познавам објектот и документацијата дополнително во најголем дел од објектите сум учествувала во фазата на истражувачки работи. И тие се негативни примери, за жал, не можам да посочам во Македонија ниту еден позитивен пример, но тоа треба да представува опомена дека нешто не мораме да менуваме. Ние го губиме оригиналното културно наследство. Овде се предмет византиските цркви, кои што си имаат свој имател,
државата општо се грижи, но постои имател. Од една страна и постојат институции чија должност е навистина да пристапат на објектот со малку поголемо почитување на начин кој што доликува на предметот што го заштитуваат, што е предмет на реставрација. Рековте, имаме навистина големо богатство и значајно историско, значајен историски период во кој што директно ги имаме овие токму овие градителски, да кажам, големи монументални објекти кои што заслужуваат да бидат заштитени, а од друга страна заслужуваат и да се чуе за нив. Според последните најави, знам дека годинава кога зборувавме за Курбиново, надлежните најавија дека ќе се конзервира зидното сликарство на фасадата на црквата во Курбиново, за негова заштита ќе се поставила и настрешница, но тоа се етапно работи и фази на кои што ќе се работи, бидејќи навистина како што кажав за Курбиново не верувам дека има човек кој што нема чуено и странците дури сакаат се интересираат да дознаат повеќе она што е наша култура, традиција, историја, да можеме да им го пренесеме, да има што да им покажеме. А тоа да го направиме треба нормално да го заштитиме. И сега доаѓаме... Да, дозволете ми само пред да отидеме на следната книга. Малку само се задржам на Курбиново, затоа што таму се завршени... Сега, јас ставам во наводи реставрација односно и реконструкција и на архитектурата и на живописот во пресред на празникот Свети Ѓорги, кој што е на 6 мај, а црквата е посветена на Свети Ѓорги, таа е затворена година и половина. Значи, се уште не знам дали е приватен проект, дали се одобрени, дали е извршена од страната на управата некако прием на работите, особено што не токму она што се обидува да го објаснат, процесот на презентацијата на објектот не е завршен. Затоа што не може вие да оставите западниот зид да го покриете каде што има живопис, има остатоци од ктиторска композиција, покриене со некако вид на плексиглас. Која следи состојбата каков е живописот под тој плексиглас? Значи, употребуваме иновативни методи, а не знаеме како тие делуваат. Година и половина црквата е затворена. На стрешницата од јужната страна повеќе нема, а тремот на западната го нема. Знаете, кога се прави проект за презентација, се води сметка за две клучни работи, можеби и три, бидејќи немаме многу време, јас себе за два ќе кажам. Дали објектот има функција, дали е активен. За Курбиново се грижат граѓаните со деценија, што би се рекло повеќе од еден век. Така било како традиција и тие најмногу го користат. Значи, има имател, има корисници и функција. Не можете да го ставите објектот без трем. И знаете колку е тажно да ја видите црквата затворена, да не можете да влезете. Тоа е многу тажна слика за било кој, а особено за граѓаните на Курбиново, кои што се покажуваат извонредна грижа. Тие се врзани за објектот. Имав можност да видам фотографии како се оставени сега за Великден, црвени јајца долу на пред вратата, цвеќиња, оставени пари. Сето тоа е навистина тажно. Страшно нехумано и кон граѓаните, особено кон оние вредности што се внатре. Добивам информации дека доаѓаат поручувачи со добиени одобренија за фотографирање на објектот, не можат да влезат, бидејќи клучот го нема повеќе во Курбиново. Зборуваме за презентација, министерот пред известен период кажа дека презентацијата е многу битна, согласна сум, инфраструктурата исто така е многу битна. Меѓутоа, Курбиново е пак одличен пример за тоа како може да се направи добра презентација, бидејќи постојано таму ќе се врши увид, постојано ќе се отвара црквата, постојано ќе се влегува. Сега, бидејќи институциите не вршат увид во состојбата, од Битолскиот завод треба да планираат увид за да тоа специјално. А овде не можат да влезат граѓаните да запалат свеќе или оние кои што веќе се оддалеку се тргнале за да ја посетат и да ја документираат оваа црква и особено извонредниот живопис. Сметам дека мора да се промени нешто на овој план и дека е направена грешка со тоа што клучот повеќе не го држи семејството, сега конкретно на
познатиот Митко од Корбиново. Ние така и го нарекуваме. Митко од Корбиново, претходно беше неговиот татко, имаше друг. И тој е дел од историјата на самата црква. Знаете, ние не сме учени да почитуваме никаква традиција, никаква историја. Не можете тоа да го избришите така, кога се луѓето навикнати, знаат каде е куќата на Митко и одат ја го барат. Вистинска семејна традиција која што ја негува културата и меѓу другото, живењето. тук блиску е тоа. Нема потреба да се оди подалеку. Колкава е големината и значењето, говори фактот што фреската меѓу кои ангелот на благовестието Гаврил е преслика на банкнотите од 50 денари што ги имаме. Значи нешто што има голема вредност, рековте и луѓе кои што го сакаат, самите жители. Тој е светски познат и тој не ни припаѓа само нас. Корбиново не ни припаѓа. Светско богатство. Значи ние така се однесуваме, го присвојуваме, меѓутоа во православието, знаете, нема никакво присвојување, све се споделува, ништо не се зема за себе. Така, има голема вредност за која што некогаш за жал дозволуваме други да ни говорат и да ни кажуваат колкава. И сега одиме на третата и можеби најинтригантна, најинтересна книга, бидејќи прави сублимат на вашата работа, на вашиот пишан збор. Ние ве знаеме, значи, како исклучителен професионалец кога се работи за културно наследство и секогаш кога се зборува за некоја тематика од културно наследство, знаеме да ве побараме токму поради фактот што навистина сте вистински експерт на вистинско место кога се работи за културата, традицијата. Третата книга Бегство од културата, асоцијативен наслов, имајќи го во предвид насловот на познатиот германски психоаналитичар Ерих Фром, Бегство од слободата. Ако тој говори таму за бегство од слободата во делот на економските, политичките прилики, какво ни е бегството од културата кај нас? Состојбата на теренот најдобро ја одразува токму го одразува нашиот однос кон културата, кон сопственото културно наследство и буквално е тоа бегство. За жал, на сите политичари, на секоја власт, веќе од 91 од времето на осамостојувањето, наместо да се подобрува состојбата, таа се влошува и на секоја влада веќе заштитата на културното наследство им станува товар, им станува терет. Тоа е затоа што можеби не ја разбираат самата дејност, што значи заштита и реставрација, од една страна, од друга страна, често пати сум се прашувала, овде е збир на одредени колумни селективно, кои што во последните од 2012-2021 собрани, само еден мал дел, бидејќи не можеше све да се транскрибира и да се стави во книгата и ниту има потреба, во крајна линија само подсетување на она што е работено, сум го кажувала во тој период. Бегство од сопственото културно наследство. Прашање кое што треба си го поставиме сите, на што се должи тоа, колку го сакаме, колку го почитуваме, ако го сакаме, ние ќе го познаваме многу добро, ако го познаваме, ќе го заштитиме како што треба. Значи дека тие прашања се врзани во услови на самостојна држава, стекна статус на самостојна држава, ние се повеќе имаме проблеми со културното наследство. Јас ги собрав еден дел од колумните, бидејќи во електронските медиуми беа објавени, за да ги сочувам како сведоштво, затоа што не е возможно, никој од ниту еден портал не води архива, веќе во НУП не знам што може да се најде во отпечатените медиуми. Едноставно е како подсетување, затоа што во тој период кога ја објавив книгата, а особено после втората за средновековните градителски системи, мојата намера беше целосно да се повлечам од заштитата, затоа што секој излегување, или секој мој јавен настап и секој мој јавен збор, на известен начин го чувствував како повторување на тоа што веќе сум го кажала. Тоа веќе се дежаву, кое што тешко може да се поднесе, да се прифати, и сметав да ја затворам вратата со заштитата. Меѓутоа, состојбата е таква да на известен начин јас не можам ниту да пишувам монографии, веќе денови работам оваа година, монографија за Света Софија Охридска. Нашиот однос кон културното наследство, кон Света Софија, кон Корбиново, кон Нерези, се рефлектира во состојбата. А ако се уништат тие вредности, јас ке немам ниту предметна работа, не ке можам ниту монографски да го третирам. Има одредени исклучителни сцени
И исклучителни архитектонски примероци за кои повеќе не ќе можам да пишувам, затоа што тие почнуваат да се дерогираат известен начин, деструктивно се делува на нив, премногу се агресивни конзерваторските активности на самите објекти и тие толку многу лошо делуваат што ние губиме автентичноста. Се помалку имаме автентични примероци на терен. Значи, и покрај мојата намера да ја се повлечам целосно и да работам на монографии, ако не го промениме пристапот кон културното наследство, јас го променив мојот личен пристап во однос на проучувањето на византискиот живопис. Меѓутоа, ние како општество, како граѓани, како колектив, пред се како поединци, секој од нас, бидејќи треба да се грижиме и сносиме одредена вина за тоа. Ако не го кажеме јавно, ако не кажеме гласно, ако не викнеме, ако немаме зад себе исто приврзаници кои што мислат слично или не поддржуваат, состојбата ќе остане таква, како што гледаме веќе кај некои примероци што сме ги посетиле во 2012 година, ситуацијата или е иста или е полоша. Апсолутно не постои пример дека е подобра. Во бегство од култура имам посебно поглавие за Охрид, со таколку текстови имам напишано колумни за Охрид, бидејќи е тоа единственото културно наследство кое што ни е запишано во УНЕСКО, во таа листа. Покрај сите забелешки на мониторинг мисиите, сите наши укажувања, состојбата во однос на културното наследство, не ќе се ограничам само на овој дел, за жал е полоша. Погледнете го Варош, само една фотографија кон стариот дел на градот, споредете со она што било кога пред 30 години. Не можете да го препознаете веќе. Ама пред очите на институцијата која што е надлежна за заштита и реставрација. И тоа е поразително. За секого од нас би требало да биде. Мислам, јас ќе продолжам очигледно дека е необходно да продолжам да укажувам на некои работи. Дополнително се и двете книги. Кој сака да научи нешто, да види, да се запознае со старите средновековни градителски системи, да се направи обид да се реституираат старите системи, да не се прават интервенции од бетон, да не се рушат оригинали за да се прават копии, како што е во случајот со Охрид. Ние немаме, за жал, куќата на Робевци, сите кои што смета дека е најубавиот објект, таа е копија на нешто што некогаш било оригинал. Сега во моментов се случуваат некакви санациони работи повторно на фасадата, но статусот нејзин веќе не е истиот. Слушам дека за Плавшник многу се пишувал. Тажно, многу беше тажно и се уште е тажно се гледа тој локалитет таков како што е. Новиот министер најави дека ќе продолжат капиталните објекти на Плавшник. Плавшник нема статус, знаете. Тој веќе нема статус на споменик на култура. Тој е градежна локација. Какви капитални објекти на Министерство за култура на нова градежна, на стара локација, на стар археолошки локалитет, кој што добива статус на градежна локација. Така, како што споменавте, ако овој процес почна во 2000-та, нели, со така наречената обнова на Свети Климентовата црква и со Плавшник, мислевме дека ќе заврши со Скопје 2014-та, но никако оваа урбанизација премногу брз тренд наметна да повеќе не ги препознаваме тие цивилизацијски, ајде да ги кажеме, вредности со кои што била препознатлива Македонија. Ако се навратиме пак малку на Фром, интересно ми беше таа аналогија, тој зборува во дел од своите дела и за оној нагон синдром на самоуништување, на деструктивизам, на се она што е квалитетно, добро, што е сршта на градење на некоја општествена вредност. Сега овдека зборуваме за културата, за културните вредности што, како што споменавте, од нас зависи како ќе ги чуваме и негуваме. Голем број на земји во светски и во европски размери, каде и да отидеме, прават легенди, прават традиција, можеби од нешто што го немаат, а ние од друга страна, од нешто што го имаме, го оставаме да биде подзаборавено.
Еве, од Скопје би ми текнало еве аквадуктот. Се споменува многу пати. Споменавте еве и нерези, меѓутоа тоа се пак некои објекти кои што се печат на еве и на градот и на земјата, а ги оставаме така на забот на времето. Проблемот е во тоа што ниту законот се почитува постојниот, за кој што јас имам лошо мислење, уште кога беше донесен од 2004 и на покојниот автор на законот, тоа му го има во пишана форма казано, значи тоа станува збор за концепција која што е различна, но додека постои тој треба да се почитува. Значи не се почитува ниту стариот закон, ниту пак некој врши контрола на работата на институциите. Системот на секоја им се кратат проекти. Меѓу другото, систематизацијата на самите институции, кадрот кој што е таму, не знам, јас сум работела и најголем дел од кариерата сум ја направила во претходниот систем до 91 иако таму бев до 2006. Меѓутоа не е возможно без комплетен увид во состојбата на културното наследство да се направи ниту една програма, да се утврдат приоритети и да се финансираат програми кои што не се проекти на вработените, туку програма за која стои институцијата. Односно, одговорност да ја презема директорот. Но за тоа треба директор, кој што е внатре, кој што ја знае, пак и состојбата на теренот, за може да понуди програма. Меѓутоа, без увид е тоа невозможно. Ние не знаеме каква ни е состојбата на теренот. Јас не знам колку пати сум прашувала. Дали знаеме колку оригинали постојат на теренот? Колку оригинални примероци, колку од она што е евидентирано уште 50-тите, 60-тите години, колку од нив се уште стои на терен? Ние не знаеме со што располагаме, за жал. И тоа го кажуваат луѓе вработени во институцијата на челни функции, дека е тоа главен проблем, а тоа мора да се реши. Значи, своевиден регистар некој на културни така споменици или нешто што е движно или недвижно останало. Да, постои начин ако сакате да го решите. Затоа што како тоа од сите поранешни југословенски републики, нашиот однос кон културното наследство е најлош. Знаете, треба да се запрашате зашто е тоа така. И зошто имаме потреба од формирање на ново културно наследство, кога за среќа на нашата територија, на денешната држава Република Северна Македонија, постојат такви исклучителни примероци кои што се единствени. Ги нема во регионот, ги има само тука кај нас. Па барем за тие да се погрижиме да ги заштитиме, да ги презентираме како што треба. Ние очигледно не го разбираме ни поимот презентација. Апсолутно не го разбираме. Проектот завршува со прием на работите на конзервацијата. Меѓутоа нема пат до таму. Не може да се стигне. Нема апсолутно било каков дополнителен објект каде што би можел било кој што ќе дојде, дали е турист, дали е проучувач, да седне, да го послужите, да се напие нешто, во секој случај. Многу често доаѓаат пеш. Значи, цело село ќе го поминат Курбиново за да стигнат до Курбиново. И во други објекти кои што се на уште поголемо растојание, некаде каде што има активни манастири, тоа е веќе друго нешто. Но што е со таков тип на објекти? Навистина треба многу работа, треба актуелниот министер кој да е, она што се обидувавме да го направиме и со претходните министри, меѓутоа, за жал, немаше политичка волја. Ако некој сака од сегашните актуелни, седасната актуелна влада и актуелниот министер, треба да си направи еден добар тим, солиден, и да започне еден по еден проблем да ги решава. Инаку ќе го изгубиме и тоа малку што остана. Затоа што ние само мислиме дека на теренот е тоа и користиме само зборови. Вредности, многу вредни, но многу вредни се потврдува и со тоа, со нашиот третман. И нашиот третман треба да биде исто така голем. И пред се колку знаеме самите, нели, она што рековте, овие 3 книги ќе бидат, можат и треба да бидат своевиден учебник од кој што ќе учат, нели, многу генерации, не само историчарите на уметност, туку воопшто сите граѓани кои што ќе можат да искористат еве корисни информации, бидејќи секогаш, знаете како велат, минатото не е товар,
тоа е обврска, тоа е ресурс со кој што треба да се гради секоја земја, потребна е сериозна стратегија за да може нели да имаме можност да се пофалиме, па дури и во туристички цели да се промовираме самите. Ама не е тоа никаков проблем. Сите кога одиме во други држави гледаме главно културно наследство, сакаме да видиме што е тоа што таа земја е прави посебна. Тука не е ништо ново, не откриваме ние. Туристичката промоција е сосема нормална. Меѓутоа како? За да се направи туристичка промоција, треба претходно да се обезбедат услови. А за тие услови треба, мислам, навистина да се седне и да се работи. Така, ве благодарам многу за одвоеното време. Сигурно ќе се сложите дека културното наследство не е само минато, тоа е иднина која што не учи сите кои сме, што сме и зошто вреди во крајна линија да останеме тука. Затоа што имаме една од најубавите земји со премногу културно наследство и историја и вреди и заслужува да ја чуваме и негуваме. Токму така, кога ќе почнеме на културното наследство да гледаме како на сегашност и на иднина, меѓутоа не во преносна смисла на зборот, буквално, кога ќе почнеме да учиме од тоа културно наследство, затоа што да не мислиме дека тоа што е старо, па нели не знаеле толку многу, напротив, од него многу можеме да научиме. Никогаш, особено кога станува збор за јас кажам за оно што е предмет на моја работа за византиските цркви, апсолутно не е минато. Тоа е актуелно, сегашност и тоа е што би се рекло вечно. Вечен печат што ќе говори нели за нас и за идните генерации. Ви благодарам уште еднаш. Дефинитивно мораме да го така за издвоеното време. Почитувани вам, ви благодарам што бевте заедно со нас во изминативе нешто повеќе од час и половина. Останете со програмата на телевизија 24, за кратко следуваат вестите.